Почитувани, човек треба да биде опериран од чувства и да нема грам совест за да не му преседне службеното функционерско кафе, додека ги чита набавките на еспреса и цвеќиња вредни над 700.000 евра, додека животи на деца висат на конец заради тоа што државата се премислува дали да одвои евро повеќе за лекување во странство. Секој, повторувам, секој владен функционер со малку етичност и човечност во себе ќе побара ваквите тендери за луксус да се поништат. Се друго е затворање во балонот од сапуница наречен животот дојде. Почитувани, власта бега од одговор велејќи дека 660.000 евра е само проценка за цвеќињата, што значи дека сумата за цвеќиња може да оди и нагоре. Ке повториме, власта издвојува 660.000 евра за цвеќиња во владините сареи. Во тие сареи ке се пијат еспреси и капучина од 45.000 евра. Во тој балон од сапуница, кланот на власт мора да ужива на грбот и несреќата на граѓаните. Нема 500 евра минимална плата, нема 100.000 денари за докторите, нема јавно здравство, нема пласма на земјоделците, нема напредок во науката и образованието. Има продажба на националните и државните интереси, крвави тендери, наместени пари од фондови, партиски времени вработувања, економија закована на дното. Почитувани, овие тендери за разубавување на амбиентот за пиење кафе се случуваат само како последица на расипнички тендери во здравството, местени грантови од државни фондови за фирми на партиски клан, претворање на полицијата во МВР Турс. Владин министер, како сами од себе си вели, потребна е едукација на доктори, соодветна опрема, нови болници, подобри услуги. Додека по втор пат турка тендер вреден 36 милиони евра за однапред пропаднат проект. Истиот тој застана зад одлуката за цвеќиња и кафиња со критериум на ефтина понуда. Почитувани, главен критериум во овој случај треба да биде има или не потреба, дали е етички или не. Овие два расипнички тендери веднаш мора да бидат повлечени и поништени. Заев, Шекеринска, Андјушев, Спасовски, Филипчи и другите од картелот на власт не заслужуваат цвеќиња и кафиња од 700.000 евра, додека болните чекаат медицински третман, собирајќи пари од донации. Ваквото расипништво заслужува само едно, што поскоро да биде жестоко казнето. Ви благодарам на вниманието.